Почитувани, добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е советникот од Коалицијата за подобра Македонија и член на извршниот комитет на партијата ТМОРО-ВЕП, господинот Тони Трајковски. Господине Трајковски, добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија. Добро вечер, поздрав до сите гледачи на Телевизија Плюс, до комплет луѓе во што ја организираат ова емисија. Заборавивте да кажете цртичка Слонче иде, така ме знаат у Куманово, Македонија и пошироко. Во ред. Државата подолг период е во политичка криза. Гледате ли излез од оваа ситуација? Апсолутно да. Значи ставот на коалицијата беше и се уште е, затоа и се поднесува листите. Кандидатски избори мора да има во интерес на стабилноста на Република Македонија. Да. Што освен изборите, значи изборите пред се ќе бидат? Видете, апсолутно на нашата држава и треба стабилна влада. Имаме проблеми од југ кои се префрлуваат на север, така да решение, ова е ставот мој на ТМОРО-ВЕП, да треба избори и треба стабилна влада. Дали ќе се одржат изборите на 5? По сознанијата кои ги имаме, ние како коалиција поднесовме листа за пратеници. Значи денеска, тоест сега кога ја снимаме емисија, денеска, значи доаѓа високиот представник од Германија, се е во игра. Така ја и понатаму мислам дека доколку проработи свеста дека би требало да се одржат изборите, се е во интерес на Република Македонија. Ќе ги прифати ли изборите Социјалдемократскиот сојуз? Па би требало. По мене сега не е притисокот надвор од внатре, притисокот го имаат од граѓаните дека требаат едноставно да излезат на избори. Дали? Што по мене ќе бидат и фери, демократски и кредибилни, поведувајќи се од информацијата на Државната изборна комисија и на ОПСЕ и ОДХР дека едноставно се спремни услови има за одржување на избори. Сметате дека се исполнети условите од Пршинскиот договор? Да. Видите, има барање некои кои се за контрола на медиуми. Не ми јасно од кај излегува тие барања, затоа што пред 2 години донесовме закон за медиуми по сите европски стандарди. Предложивме да ако овој закон не ви се допаѓа, дајте било која членка на Европска Унија, дајте го тој закон, ќе работиме по него, проблем не е. И тука не наоѓаме, не идуваме на разбирање, така да ја мислам дека има услови за одржување на избори. Изминатиот период актуелни си протестите, ги има речиси во скоро секој град во Македонија. Така, видите, тоа е едно сценарио смислено, направено. Ке ви кажем една работа, мора и сатира и хумор да се става во овие работи. За жал, луѓето кои во момент интензивно се појавуваат на медиумите, го зимаат лебот на хумористите, да ви кажем наискрено, почна веќе дегутантно да бива и тоа и мачкање и фрлање. Они не знам дали се свесни дека со тие протести, со овие шарени или какви како сакаат револуции да ги кажат, газат по работата на нивните дедовци, татковци, па и на самите нив. Сметате дека се политички протестите, дека воопшто нема граѓани? Видите, граѓани има, факт. Ја поддржувам секакви протести, демократски, нормални протести, секој има право да го искаже својот став на овој или на оној начин. Оној начин е тој што сега го работат, што едноставно дегутантно више стана да гледаме кај се уништуваат работи. Младиве луѓе, ја не знам како да ги кажам. Газат по нешто што со децени, со векови и со децени е правено. Така да не се сложувам апсолутно со овие вандалски работи што ги работат. Тоа хулиганство, вандализам, тука тоа се па две дефиниции, така апсолутно не оправдано. Да, кој е вашето мислење за нивните барања? Еве, например, тие се против одлуката на претседателот нели за аболиција на политичарите.
Така, значи, за повлекување на таа одлука. така, значи коалицијата ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, тоест представниците од ВМРО ДПМН, тоест и председателот рече дека е против оваа одлука, но јас бев во кампањата во тимот Македонија, во тимот на председателот. Нешто сум во тим Македонија, едноставно подржавнички не може кој да изигра со таква одлука, инаку ќе беше нешто, ќе влезевме во едно сценарио кое многу го посакува, а кое не беше добро за цела Македонија. Значи, ја оправдувате одлуката? Апсолутно, да. Во ред, дали ги поддржувате сите одлуки? Државничка одлука, ова е државничка одлука, не е политичка, да ви кажам. Добро, сепак се однесува за политичарите, нели ги штити? Така, прочитајте изјавата, тоест аболицијата на председателот. Имаше и обраќање пред јавноста. Значи, во секоја запирка да се прочита, ќе сватите зошто председателот Ѓорѓе Иванов реагираше така како што реагираше. Дали како коалиционен партнер на ВМРО ДПМН давате поддршка на сите нивни одлуки? Да, затоа сме во коалиција. Да не се сложуваме со нивните ставови. Мислам, видите, има внатре и дискусии, дебати, се договарање на лидерите, така да тоа апсолутно се сложуваме. Мислам, значи имате слобода да го кажете своето мислење без оглед дали некој е против тоа или не? Апсолутно да. Кој е вашиот став? Вложува ли власта во Куманово? Власта во Куманово сакаше да вложи и вложува. Едноставно. Но работата, за жал, администрацијата на општина Куманово закочи на некои места на кои не требаше да закочи. Значи, аплицираме за некои капитални работи што се однесуваат за општина Куманово и луѓето кои ги даваат парите, они сакаат едноставно, најпросто кажано, секој шајче да знаат каде ќе биде заковано. Мислам, пари на црни очи веќе никој не дава, да ви кажам наискрено. Да, што се е вложено во Куманово според вас? Ето, тоа ќе ги прашите луѓето од финансии, они знаат. Мислам, буџетот има финансиски извештај годишен и т.д. Не, кои се резултатите? Што вложи власта во Куманово? Финансиски мислите? Да, што е изградено, што е направено? Изградени се спортски сали или не знам. Пак ќе ви кажам нешто. Значи, вие кај ме влечете сега. Не, мислам тоа. Не, окей, на место новинарство. Јас сум тука да одговарам на вашите прашања, така, доколку сакам, нели? Сега го зашто. Така. Значи, иницијативите на власта одат за правење, за изработка, за работа на капиталните програми или проекти кои се за општина Куманово, но ќе се вратам пак назад. Мора проект да се понуди некаде, да би легнали било кои пари, дали за изработка на проект, дали за сама реализација што иде тендерска постапка и така натаму. Значи, мора едноставно да поднесете барање, тоест проект, тоест да учествувате во таа тендерска постапка, да биде кој одобрил средства. Покажува ли интерес локалната самоуправа за такво нешто? Интерес има, реализација нема. Зошто? Тоа пак ќе ги прашате луѓето од општинска администрација, тоест од првиот човек на град Куманово, тоест од неговите раководители на сектори и така. Натаму. ВМРО ДПМН вети реконструкција на театарот, спортски игралишта, неколку, но тоа е сега ветено. Имаше ли простор изминатиот период истото да биде реализирано? Значи, па се враќаме назад. Србите викаат за љубов е потребно двое, евентуално трое. Значи, ја како општина Куманово, како дел од власта, како дел од Советот, ќе се ставам во улога на дел од администрацијата. Значи, ја треба да поднесам барање за одреден проект,
Постапката така иде, без разлика дали за транспорт и врски, Министерство за култура и така, пошто бидејќи вржани се по работи кога се влегува во тие проекти, едноставно ја треба да покажам иницијатива како општина Куманово. И понатаму процедурата е таа. Овдека фали ова, да се исправи ова, да се исправи ова, колку требаат условно 2 милиона, 5 милиона, 10 милиона, условно зборам, па не е све у пари, нешто и у евра. Така да таа синхронизација нема, за жал. За сите овие години нели можеше да се најде решение, да се реши барем? Значи, па се вртиме на истото место се вртиме. Јас сум втор мандат во Совет на општина Куманово. Во минатиот мандат усвоивме приоритетни, на листа ставиме приоритетни работи. Имавме најава од влада на Република Македонија од Европска инвестициона банка за изградба на водоводна и канализациона инфраструктура за изградба, кој беше грант, и од Европска банка за обнова и развој, кај што беше за реконструкција на таа инфраструктура. Ние дадовме приоритети. Едноставно требаше само да се изработат проекти и ништо повеќе и да се аплицира во соодветно министерство. За жал тука, пак ќе кажам, администрацијата тука не изреагира како што требаше да изреагира. Значи таа, пак ќе кажам, таа соработка, за жал, дали од политички или некои други поводи, не се воспостави таа комуникација и затоа е тука до каде што е. Да, владата најави изградба на технолошко-индустријска развојна зона. Имате ли поконкретни информации? Се споменуваат веќе одредени локации, АДЖТП, мислам дека беше и така. Така, АДЖТП во изборната програма на градоначалникот актуелен Дамјановски беше речица. Генерално се сведува на таа комуникација помеѓу локалната и централната власт, тоест изработка на проектна документација. Понатаму е друга постапка. Ја пак ќе ви кажам, се распишува тендер, законска обврска на секоја поголема набавка или на изведба, да се распишува тендер, така да кој ќе дојде со најмала, тоест што понуда која највеќе ќе одговара на одредено предпријатие, општина и така натаму, да влезе и да ја добие работата. Што би значила оваа зона за Куманово, за развојот? Видите, за Куманово едно време размислувавме оние офшор работи што идеја, капитал, влегување на капитал. И домашен, не само странски. И домашен, има луѓе кои сакаат да вложат. Едноставно, дали во производствени овие индустријски капацитети, овие зони кои ми ги посочивте се за индустрија, за лесна индустрија, така да ја давам пас на овие работи, но треба да се работи едноставно. Да. Од локалната самоуправа постојано обвинуваат дека не се доволни блок дотациите кои што ги добиваат од власта, дека тие повеќето, речиси, сите средства, 75% мислам дека така ја спомнуваат бројката, завршува само за платите во образованието. Така, значи дел од блок дотациите, добро рековте, се заплатите на образованието кои се уплаќаат на време. Ова го тврдам одговорно. Така за доцење на тие плати не можем да ги обвинам луѓето од Министерство за финансии или образование или кои се веќе задолжи да ги пуштаат тие пари. Што се однесува, а кои и за превоз. Видите, имате еден извештај од не знам дали сте го проследиле на јавноста, извештај од ревизиска контрола на општина Куманово. У некои 2-30 страни има детално све има објаснато каде се замерките, кои пари се пуштани, како се пуштани, зошто се пуштани, зошто нема да информација тамо, вамо, така да еве вас како медиум би ве замолил да го разгледате навистина овој документ, добар документ од Државна ревизија, каде што мафта на време
еве го извештајот ово, оно, окей, извештајот е тука, ма прочитајте го. Внатре пишува се. Позитивен. Влезете внатре па да видите колку е позитивен. Така да, тоа е оној друг дел за тие 30% кои фалат ова упрашање. Значи треба да заслужиме за да ни биде обрнато поголемо внимание, така се кажува. Видите, ова е транспарентна работа, така да да. Држи. Извештајот сам е транспарентен, значи едноставно било кој од медиуми или па еве од медиуми или било кој граѓанин, бидејќи се наводно транспарентно треба да работиме, да се обрати, побарајте го извештајот од ревизиската, од државната ревизија и направете една дебата од компетентни личности, ќе седнат и ќе го разгледаме ливче по ливче. И да видиме што е уствари добро у таа ревизија што зборат, демек ова било успех, какво успешно? На 10 страни пишува замерки, таму успешно вика ревизија без коментар. Ти се моли. Во Команово низа години на власт СДСМ, мислам дека еден период и вашата партија беше во коалиција со нив. Така. Колку сте задоволни сега од сработеното еве последниот мандат? Значи 2009 ја мојата коалиција ВМРО, ДП и ТМРОВ влезе во коалиција со СДСМ. Така. Убаво. Приказка една убава. За според два една ќе ви кажем, бидејќи ме прашуваат колегите од СДСМ, ти беше со нас ова, она, што е разлика? Разлика? Со вас многу брзо се договара, за разлика од природно моја десна партија, десна опција која е ДПМН е таму каде што и припаѓаме едноставно. Ние сме крајно десни. Таму ни најдува простор и по нашите активности таму и припаѓаме. Значи многу потешко се преговара и договара, а многу полесно се извршува. Ова го кажувам за коалицијата каде што сега е. Како ја оценувате реализацијата на досегашните проекти на општината, гасификацијата на пример? Гасификацијата е во поде, мислам тука ние сме еден контролор, тоест 33 советника се всушност собственици на сите јавни предпријатија во Команово, бидејќи сме основачи. Ако го гледаме тоа по закон како иде. Значи, не можеме ние да неќеме некого, затоа што едноставно тоа е, како века, чело, наше чело, наше чело, дел од играчката која е условно играчка која играме. Значи, за секоја јавно предпријатие имаме мислење, имаме став. Моментално, сакаме да работи Команово газ, јево инвестиции, ова сега цела ова игра на првото прашање што ми го поставивте, значи влече од таму чисто поминување на турски јужни тек, па турски тек и така натаму, зошто сакаат да не заминат нас, да не заобиколат. Не знам колку се свесни луѓето што значи една енергетски независна држава. Јас со директорот на Команово газ пријатели сме едноставно, политика си е друга. Викам, добро, ако сега условно го набавуваш гасот за 24 денари, со само поминување на тој тек каков ќе биде, на гасовот како сакаат нека го крстат, ќе биде 5 денари. Па условно кажувам, но ненормално многу ќе падне цената, што ќе биде бенефит и за граѓаните, и за општина Куманово, и за цела Република Македонија. Инвестиции, факт е дека се инвестиции. Но затоа потоа. Да, кој е вашиот став за останатите проекти? Еве, например, затворениот базен требаше сега да се отвори, но е пролонгиран рокот, патната инфраструктура. Па добро, немаше хлор изгледа, па не успеавме да набавиме. И една плочка таму на Ќошија, како што видов, не беше во ред, затоа го пролонгиравме, требаше за гимназијада сега прв пат да има и пливање, но
затоа потоа за која инфраструктура, за комплетна за патна инфраструктура. Јас видите на овој или на оној начин ја пратам работата на на локалната самоуправа и медиумите како известуваат и што известуваат, каде што можем да кажем дека блокада нема никаква, функционира све прекрасно. Од кај добиваат горе овие информации дека мрак има, баш ми чуди. На еден портал читав Еврокрем и тие работи, значи убаво е, види. Секоја село, секоја местна заедница во оваа општина заслужува да има комуникација. Патна како прво. Донесовме студија изработена, физибилити студија изработена за изградба на мини пречистителни станици. Застана тука е готова, наводно од кредитот од 7 милиони паднал подоле, Министерството за транспорт и врски не го одобрили и така натаму. Тоа е друга приказка. Мостовите. Од првата поплава кога беше, местна заедница Довезенце се наоѓа во општина Куманово. Една поплава го бутна, па го поправија, па сега одобривме средства од некои 50.000 евра, мислам, за изработка на проект и тука застана и не дај Боже сега поплава да фати од друга страна гробиште, од овамо луѓе. Оправдувањето беше неоправдување, па вика и у Коинце паднал мост. Ама тоа си има друг градоначалник тamo, друга локална самоуправа, мене не ме интересира тamo. Дозволува ли буџетот на општина Куманово некој поголем проект? Видите, оперативно ја колко што знам се некаде околу 6,5 милиони евра оперативни. А имаме еден од најголемите буџети во Република Македонија, кои нереални се у секој случај. 24, нешто милиони евра. Нереални се затоа што нереално пристапуваме во донесување на тие програми, тоест го направивме желјотека, на време идеше на една телевизија, јас сакам ова, еве ке ти пишам ова, ја сакам ова, ја. Стави за ова година 2 улици, правиме толку пари, имаме и завршим. Значи, едноставно може да се изработи, доколку сакаме. Тоест, ние, бидејќи сме во опозиција, ставени сме во една, да не кажам, подредена ситуација и секоја добра идеја кога ќе дојде, не е добра затоа што доаѓа од нас. За жал. Што според вас му е неопходно на градот? Избори. Избори? Да. Ке се случат наредната година? Да. Дефинитивно. Од каков проект му е потребен? На што најмногу пред себе треба да се обрне внимание? Видите, тоа ќе ви го кажеме пред локалните избори, кога ќе изработиме програмата. Така да, знаете што, ако кажам сега нешто, па спротивната страна, тоа е стопанедол, ништо чудно. И ќе кажам дека не има. Да, вие сте член на Советот на општина Куманово. Како сте задоволни од дебатата? Еве, спомнавте дека што и да предложите се отфрла. Па да, еве, во овие 3 години, значи, усвоени се некои 3 амандмани, ти се молам, да се све, тоа е успех на опозиција. За жал. Зошто е тоа така? Зарем не треба да биде првенствено интересот на граѓаните? Апсолутно да, ние работиме во интерес на граѓаните. Но зошто не се прифаќаат одлуките? Тоа ќе ги прашате луѓето од како се викаше нивната коалиција, не знам. Нашата е за подобра Македонија. Не знам, они се менјаат сега. Така да и правда и она што сакат. Не знам. Да. Нив ќе ги прашате. Се залагаат ли доволно вашите колеги за решавање на проблемите во Видете, ние, така. Да, за советниците од мојата коалиција избори. Секако да, па може и за другата страна. Па може. Тоа ќе ви кажам на во мој стил. Видете, ние имаме, координираме во секој случај пред секоја седница за секоја точка од дневниот ред. Затоа и што ни се лутеа
на два пати ја напуштавме седницата на општина Куманово, на советот на општина Куманово, затоа што едноставно не сакавме да учествуваме во некои работи кои едноставно не ги засегаат. Може и ги засегаат, но ги вовлекуваме во луѓето, ги тераме да слушаат некои работи кои не сакаат да ги слушаат на совет на општина Куманово. Вие почнавте вашата телевизиска куќа, почна од пред известно време телевизиски пренос да има. Така да и тогаш излеговме доколку сака и градоначалникот и било кој како ја што сум сега овдека. Може да дојде слободно да се обрати на граѓаните и да ми каже што сака. Тоа пар пати, неколку пати, значи класична злоупотреба на вашиот медиум бидно, тоест на седница на совет на општина, затоа и едноставно на такви работи не сакаме да присуствуваме. Каква состојбата во вашата партија во пресред на изборите? Спомнавте дека ги прифаќате изборите, дека се приклучивте. Како мислите состојбата? Не ми е јасно. Се подготвувате ли за изборите? Апсолутно, ние сме спремни утре за избори. Да. Се надевате на поддршка од граѓаните? Да, апсолутно. Со што ќе ја барате поддршката? Па со само ова мое појавување сега и мислам со искреноста која ја имам. Да, дали започнавте теренски активности, штапско работење? Една ваша колешка ми беше прашала штапски дали работите. Дали мислите на партијата Тморовеп или на коалицијата? За коалицијата секој поединечно ќе го прашате и ќе ви каже мојата партија штапски не работи. Работиме, имаме некој друг принцип на работа, така да. Вие бевте на чело на општинската организација на вашата партија? Така, сега сум член на извршен комитет на Тморовеп. Функционира се како што треба да функционира, едноставно. Да, задоволни ли сте од членството во Куманово? Бројот? Да. Кога сме кај членството? Колку члена имате? Викам 20. Може би следното прашање тоа ќе ви беше. 20 члена имам, а добивам гласови таман колку треба. Може и повеќе. Значи 20 активни члена. Тоа е останато е се фрлање на пари, да ви кажам искрено. Утврдена ли е програмата? Со што ќе настапите? Да. Со што ќе настапите? За програмата, кога ќе почне кампањата, кога ќе почне сега. Да. Како вработен во јавното предпријатие Водовод, така. Кој е вашиот став? Еве на последната седница кога се расправаше за извештајот на предпријатието, слушнавме навистина позитивни коментари и од двете страни. Ке има ли излез, ке застане ли ова предпријатие на нозе со оглед, знаеме како беше состојбата изминатите години? Да. Апсолутно предпријатието застана на своји нозе. Најискрено, благодарение на новиот директор што пред 2 години беше поставен, мислам, едноставно влезе сериозно во работа. Менаџерскиот тим ја свати работата како треба да биде. Јавното предпријатие Водовод сега има некои проблеми таму за останати тие долгови околу водостопанство и водостопанство Кумановско-Липковско поле, но формирано едно акционерско друштво на ниво на Република Македонија, АД водостопанство, мислам, ДКЕ, каде што едноставно имаме директен линк Водовод Куманово, АД водостопанство, директен линк за преговори. Мислам дека и тој проблем ќе се реши со формирање на таа регулаторна комисија. Уште повеќе ќе ни се даде пас да работиме. Водовод у момент по мене најуспешна работи. Мислам од тоа како пред 2 години каква беше состојбата, сега сме до плафон, да не кажам. Едноставно функционира. Ако правевме обиди, 3 пати распишуваме тендер, немаше кој да се јави, сега ни вртат и бараат да распишуваме тендери за одредени работи во кои функционира ЈПВВ. Да. Последниве години кумановци се жалат дека во градот се почесто никнуваат згради, тоа е, мислам дека и малку е од вашата област, така геодезија. Да.
и дека нема воопшто простор за зелените површини? Значи, проектите кои ги усвојуваме сега, види, има како беше оние сега и кукавиците ставаат јајца тамо кај другите да им ги одгледаат нивните пилиња. Значи, едноставно, згради има многу комада, треба да има, окей. Но, како поминаат тие работи покрај нас така, сакајќи или не сакајќи, направивме градот да личи на... У Дубај има повеќе дрва, ви се мало. Од пустина направија град, у Дубај има повеќе дрва него мало. Паркови, какви паркови, ви се мало. Едно дрво исечено, таму се бара замерка, овама цела шума исечена, ај што исечено, насади. Еве имаме овдека блиско кај нас овдека у Гоце Делчев, прекрасен простор за парк. На градов му треба зеленина. Зошто го уништуваме свесно или несвесно со само тоа правење на згради, не знам, затоа институции има кои го пратат наверојатно и мислам дека за брзо време и тоа ќе се реши. Постои ли можност наредната година да се кандидирате за градоначелник на Куманов? Јасно не. Немате амбиции? Не, апсолутно не. Пратеник можеби? Не, у Совет, уште еден мандат, тоа да. У Совет, Да. Мислам дека уште малку треба да дадам на овој град од оваа позиција на која сум сега. Господине Трајковски, ви благодарам што одвоивте време и што вечерва бевте наш гост. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.